Словенските браќа Светите Кирил и Методи Делчево по традиција ги празнува како своји заштитници. Или ги нарекуваме се словенски, дека сите словенски народи денешните јазици кои што ги ние ги употребуваме благодарение на нив и неговото и нивното дело што го продолжува нивниот ученик Светиот Климент Охридски. Беа доделени сертификати на ученици кои што го посетуваат црковното школо по јазици, по англиски и по германски јазик. Добија пофалници детскиот црковен хор кои што тоа се интересни деца кои што беа упорни цела година. Одбележувањето на патронот на градот продолжи со свечена литија до параклисот Свети Климент Охридски кај Делчевската гимназија, изграден на темелите на старата црква, струшена во 60-тите години. Делчево има посебен пиетет кон словенските браќа. Ова е свет православен празник на сите христијани, се празнува сегде, меѓутоа Кирил Методиј патрон на нашиот град, Делчево покровител на нашиот град, за да ги чува и пази сите граѓани на општина Делчево. Денес света литија се одржа свештениците од Светиот храм Света Богородица, одржаа света литија, овде се кршеше Славски колач, се во чест на покровителството на Кирил Методиј, нивното заштитништво врз сите граѓани на општина Делчево. По повод празникот во недела ќе се организира градската трка Делчево трча за здрав живот, каде учество ќе земат околу 500 граѓани од сите возрасти. Освен во Делчево, голема народна прослава по повод Денот на сесловенските просветители имаше и во Штип во населбата Баби. И оваа година околу црквата во изградба се собраа стотици верници. Бевме на црква, сеќе си запалиме подарок, си дадеме се што треба се од нас. Погачка се. Се најубаво, вклучително ми е Кире и Кирил и Методија, Господ здрави и среќе, нека дава на сите. Бев, запалив цвеки, цвекиња однесе, чорапи се остави за здравие, се, мислам што треба. За сите нив беа подготвени околу 1000 порции вкушен ручек. За денеска има припремено компир манџа со телешко, па ние имаме спремено за 1000 души. Оваа црква е единствен храм во населбата каде што живеат околу 10.000 жители. На оваа место пред неколку години поставени се темели за градба на црква која што ќе биде посветена во нивна чест. Па еве и оваа година успеавме, смогнавме сили да го, макар и скромно, одбележиме празникот. Храмот кој е во изградба подолго време веќе е во завршна фаза. Ова е црква многу одамна почната, али ние како нов црковен одбор пред 5 години со голема желба ова го постигнавме, ова црква сакаме да се изгради што најбрзо. Како што гледате, не останува уште куполата горна да ја поставиме и после ќе бринеме за друго. Значи ги молам сите верници, луѓе честни кои сакат и можат фирми да помогнат, нека повелат во секој момент за се доизгради овој свечен храм, за да доваѓаат верници со побов амбиент да биде. И пошто побрзо да се помасовно да се изгради. И додека верниците од цел регион се собраа да го одбележат духовното значење на Кирил и Методи, и годинава учителите заборавија на луѓето кои пред 12 векови ја создале првата азбука и почнале да ја шират писменоста меѓу словенските народи. Инаку, честитка по повод празникот испрати штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Дозволете ми во мое лично име и во име на општина Штип да упатам искрени честитки по повод овој голем ден со желби за понатамошен успех во промоцијата на посебноста на македонскиот народ и неговата традиција и култура. Историски и културолошки, значајното дело на словенските просветители представува огромен цивилизацијски придонес за сите народи кои ги негуваат словенските традиционални и културни карактеристики. Поставувањето на темелите на писменоста на словенските народи е само дел од придобивките со кои не задолжија се словенските браќа Кирил и Методи. Нивната благородна мисија денес обединува многу народи, кои преку писменоста како едно од основните одбележја вложуваат во промоцијата на сопствената историја, култура и традиција. Стои во честитката од Бочварски.